Почитувани, големата лага во низата на лаги на Зоран Заев ја разобличи заменикот председател на владата задолжен за економски прашања Фатмир Бетики. Конечно некој имаше доблест да признае дека вкупниот износ на мерките е 350 милиони евра и со тоа се докажа дека 1 милиарда и 200 милиони евра помош за граѓаните и стопанството е само во главата на Зоран Заев и малкумина негови послушници. Ние уште со носењето на вториот ребаланс укажавме дека помошта за 2020 година нема да биде поголема од 350 милиони евра, што се докажа како точно. Како одговорна опозиција, уште на самиот почеток кажавме дека владата треба брзо да реагира и да обезбеди средства со цел да му помогне на стопанството, при што потпишав над 1 милиарда евра кредити кои требаше да завршат во стопанството. Власта да не се крие зад собранието. Парите од еврообврзницата стигнаа во јуни, кога се издаде еврообврзница со најголем износ во историјата на македонската економија. Има и вонредна состојба, нели? За тоа беше и прогласена. Дали е ова најголемиот доказ дека владата, иако ги имаше сите механизми да му помогне на стопанството и населението, во тоа време беше фокусирана како да обезбеди подкуп на гласачи, а стопанството беше оставено во втор план. На дел од населението му дадоа еднократна помош, но затоа тоа исто население денес има поскап живот, поскап е струјата, поскап е лебот, поскапеа сите продукти потребни за преживување. Секој ден гледаме по различни општини како се носат одлуки за поскапување на водата. Вака ли го помогнаа населението кое допрва ќе се соочува со потежок живот поради порастот на цените на сите продукти. Лошото за Македонија допрва доаѓа. Буџетот не се полни согласно проекциите, наплатата е помала. Фирмите имаат проблеми со ликвидност. Сега се уште имаат одложени отплати на кредити, но денот кога ќе треба да почнат да враќаат, ќе дојде. Наместо да се забрани вработување во јавната администрација, онаа која беше преполна во 2016-та, се трошат десетици милиони евра за ова. Се расфрлаат пари за непродуктивни цели. Државата, наместо да внимава како троши расипнички. Банките во Македонија се изложени на историски највисоко ниво кон државата од рекордни 450 милиони евра позаемени пари на државата само за 2020 година, а кон стопанството 250 милиони евра. И покри сите пари кои владата ги зема и го зголеми јавниот долг за 1 милиарда евра, за стопанството и населението издвоија 350 милиони евра. И за крај, прашувам, ако СДС вели дека помошта која што ја дале на стопанството е 1 милиарда и 200 милиони евра, а Фатмир Бетичи вели 350 милиони евра, каде завршија оние 850 милиони евра? Ви благодарам.